Во ова издание САД прославија Ден на независност. А што за празникот се случуваше во домот на првиот американски председател? Гласот на Америка беше таму. Дали резултатот на локалните избори во Истанбул се предвесник за промена на председателот на Турција? Интервју со Кире Лазаров. Ке слушнете за неговата диета и како ја одржува формата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Американската економија со нови 224.000 работни места овој месец, иако проекцијата беше 164.000. Со тоа се намалени грижите за рецесија и се поставува дилемата дали федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки подоцна месецов, како што претходно се очекуваше. Во однос на примањата, просечната плата на час е зголемена за 6 центи, додека невработеноста се зголемила на 3,7% во споредба со месец мај, кога изнесувала 3,6%. А во светот, полицијата на британската територија на Гибралтар заплени ирански танкер за нафта осомничен за пренос на сурова нафта во Сирија, кршејќи ги санкциите на Европската унија. САД веднаш не излегува со потврда, но советникот за национална безбедност Џон Болтон рече дека САД и сојузниците ќе продолжат да ги спречуваат Сирија и Иран да профитираат од оваа нелегална трговија. Председателот на Русија Владимир Путин потврди дека воената подморница која беше оштетена во пожари во која загинаа 14 членови на екипажот била на нуклеарен погон. Руските власти соопштија дека морнарите починале од вдишување на чад. А САД вчера прославија Ден на независност и покрај влажното време и најава за бури. Над Вашингтон прелетуваа воени авиони, имаше парада на тенкови, се свиреше патриотска музика, а Трамп имаше говор на скалите пред споменикот Линколн, истакнувајќи ги 243 години американска историја. Тој ја нарече историјата на САД епска приказна за прекрасна држава на народ, кој ризикувал се за тоа што знаел дека е вистина. А освен по гномети, Денот на независност е познат и по церемонии на кои имигранти од цел свет стануваат американски државјани. Колегата Тоша Огњанов беше во домот на првиот американски председател, каде вчера околу 50 лица стана американци. Погледнете. Congratulations, you are America's newest citizens on our anniversary. Емоции, честитки, солзи, аплаузи ја одбележаа церемонијата со која 50 лица станаа нови американски државјани. Настанот се одржа по повод 4 јули, Денот на независноста. Моментално зад мене се одвива церемонијата на натурализација на новите американски државјани. Настанот се одржува на имотот на првиот американски председател Џорџ Вашингтон на Маунт Вернон. 50 на граѓани ќе добијат американско државјанство. Речиси 7500 лица деновиве станаа нови државјани на САД. Во периодот од 1 до 5 јули низ целата земја се одржаа 110 церемонии за натурализација. Свеченоста кај спомен домот во близината на Вашингтон почна со церемонија посветена на борбата за независност на САД. Волонтери облечени во униформи на некогашните колонисти се построија пред посетителите, а беше прочитана и декларацијата за независност. Се одржа и марш со знамења. Тоа беше вовед кон финалните моменти од долгото чекање на 50 мината мажи и жени да го добијат американското државјанство. 17 години чекам за државјанство. Чувството е одлично, беше долго патување, но вредеше. Главен дел од церемонијата беше заклетвата. Со десната рака во воздух, новите американски државјани се заколнаа дека ќе ги штитат уставот и законите на САД. Кога дојде ред за химната, сите ставија рака на срце и упатија поглед кон знамето. На радоста потоа и немаше крај. Секој си имаше причина да се радува за новата татковина. Кога емигрираш од едно на друго место, сакаш да станеш дел од новата средина. Ова за мене е финалниот чекор. Имаше и солзи. Ќе гласам, ќе бидам добар граѓанин. Верувам дека колку даваме од себе, толку подобра енергија се шири околу нас. Откако се заколнаа и си честитаа, новите американци веднаш добија право да се регистрираат како гласачи. Од домот на Џорџ Вашингтон заминаа со нова надеж за себе. А може ли да се очекуваат промени на председателските избори во Турција откако Ердоган го загуби Истанбул на локалните избори? Доријан Џонс со анализа.
Победата на Екрем Имамоглу при повторното гласање за градоначалник на Истанбул им овозможи на опозиционерите за прв пат да слават со децении. Жителите доцна во ноќта го славеа крајот на 25-годишната контрола во метрополата од партијата на Ердоган. Во квартот Бешикташ, што важи за упориште на опозицијата, 83% гласаа за Имамоглу. Опозицијата сега гледа на него како на политичар кој може да го победи Ердоган на претседателските избори. Го обожаваме. Се надевам дека победата ќе го води следните години и ќе стане претседател. Веруваме во него, во неговите проекти и затоа славиме. Од другата страна на Босфор се наоѓа квартот Ускадар, дом на Ердоган и традиционално упориште на неговите приврзаници. Но дури и овде, граѓаните гласаа за Имамоглу. Меѓу поддржувачите на партијата на Ердоган владеат измешани чувства. Лично жалам. Гласам за Таип од неговата прва кандидатура за градоначалник на Истанбул во 1994-та. Но за друг поддржувач поразот во Истанбул е знак дека партијата на Ердоган го губи правецот. Најпрво треба да се помириме. Треба да запре прогонот на интелектуалци и да се врати слободата на изразување. Второ, треба да го слуша гласот на народот. Ердоган го слави личниот политички капитал на Мегдан во кампањата на кандидатот Бинали Јулдирим. Наблюдувачите велат дека поразот ќе ги охрабри критичарите во неговата партија, кои тврдат дека ја занемарила пошироката база. Водечките луѓе од партијата не ја представуваат различноста од конзервативните линии и религиозни лица во Турција. Освојувањето на Истанбул беше прва градоначалничка победа на Ердоган во 1994 година и одскочна даска за неговата доминација во турската политика. Неговиот пораз во овој град може да се покаже и како пресвртна точка во кариерата. Специјална диета немам, но внимавам што јадам, рече меѓу другото Кире Лазаров во интервју за Гласот на Америка, кој открива што прави за да ја одржува формата. Мики Трајковски разговараше со него. Иако речиси во 40-та година од својот живот, најдобриот македонски, но еден од најдобрите светски ракометари Кире Лазаров успешно се справува со предизвиците кои со себе ги носат годините. Вели дека се грижи што конзумира со цел одржување на формата на највисоко ниво. Телото е најважната работа за која што еден професионален спортист треба да го одржува. Специјални диети некој посебно нема, меѓутоа водам грижа околу исхраната, како поминуваат годините све повеќе и повеќе. Иако летото е време за одмор, за Кира овој период од годината е време кога може да се посвети на својот ракометен камп кој веќе 5 години се одржува во Охрид. Неговите ракометни надежи им ги покажува тајните кои тој ги применува во ракометната игра. Тоа си одделувам време за еден фамилиарен одбор, дали е тоа море или езеро или планина. Оставам време и за моите најблиски овде во Македонија, посетувам неколку града каде што имам пријатели. Колку и да имам денови ми се премалку. Не заборава да каже дека првите почетоци ги направил во ракометниот тим на Овчеполе од Свети Николе, каде тренирал на отворено игралиште бидејќи во тоа време немало спортска сала. Игравме на отворено на бетон. Официјални надпревари, не можам да кажам дека тоа било пред нас, меѓутоа во секој случај од мал сум се навикнувал на лоши услови, не знам да би било обратно, да сум почнал со добри услови, дали би стигнал таму кај што сум сега. Горд сум на тоа што, сум потекнувам од провинција, од мало место, од мал клуб. Го прашавме дали досега одбил некоја примамлива понуда да заигра во некој клуб за која што денес жали. Светскиот раковет владее во Европа, така да Европа се најпримамливите понуди, најдобрите клубови за играње, доколку сакате да бидете на високо ниво, доколку гледате финансиска ситуација, секогаш постоеле такви понуди од типот на Катар и други слични такви земји. Вели дека се уште не размислува за пензионирање, но и по завршувањето на кариерата останува во ракометот. За македонскиот ракомет вели дека има иднина, но ти е потребно да се работи квалитетно и стручно со младите категории. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте, имајте убав викенд. Пријатно.